организираме така наречени инфоденови, кои традиционално се организираат секогаш кога се објави повик за граѓанскиот сектор. Значи не е само по това програма денеска што е, тоа е Европскиот инструмент за демократија и човекови права. Тука е стандардна процедура и со другите видови повици, дали е ИПА и така натаму, каде што практично представува еден практичен форум, каде што го представуваме повикот и каде што имаме можност да одговориме на прашања на потенцијалните кандидати што сакаат да се пријават на овие повици. Накратко само за инструментот. Европскиот инструмент за демократија и човекови права во Република Македонија веќе е присутен од 2002 активно. Веќе имаме околу, можеби над 80 на проекти контрактирано со различни сектори, во принцип со различни граѓански институции, во смисло кога зборувам различни, сметам повеќе од различни градови, што би сакала баш конкретно, бидејќи сме денеска во Струмица, да го потенцирам. Се повеќе расте и бројот на граѓанските институции што си градат своите капацитети, што се успешни, да речем приказни, односно подпишуваме договори со нив и надвор од Скопје. Она што релативно се уште е актуелно е тоа што поголемиот број на граѓански институции и тие што се помокни, да речеме, со поголеми капацитети, се уште се наоѓаат во Скопје. Меѓутоа, на моја голема задоволство е тоа што бројот на кандидати со кои подпишуваме договори секоја година расте во смисол на тоа дека се и надвор од градот. Надвор од Скопје, се извинувам. Она што е битно е дека Европскиот инструмент за демократија и човекови права генерална цел е поддршка на процесите на rule of law, односно владењето на правото, воспоставувањето и продолбочувањето на демократијата и нормална заштита на човековите права. Портфолиото за овој повик е 600.000 евра, имаме 3 приоритети. Првиот приоритет повеќе е таргетиран, односно наменет за оние активисти во полет на човековите права и демократија кои би сакале да се бават повеќе со нормите, конвенциите, меѓународното право и нормално националното право, што значи се она што подразбира од лобирање за нова легислатива, ратификација на конвенции одредени, да речеме за детски права, имавме баш проекти и така натаму останатите конвенции, меѓутоа и следење и мониторирање на како се применуваат. Не зборувам само за меѓународните инструменти, туку и за нашите национални инструменти како што е Охридскиот рамковен договор. Во овој прв приоритет потпаѓа и она што се вели слобода на изразување и независност на медиумите. Ги имаме во последните 3 години, за жал со право и актуелност, нели? Имаме и проекти, например, оваа година од ланскиот повик што подпишавме, токму имаме проект каде што граѓанскиот сектор помаѓа на медиумите да го користат инструментот Access to Information, односно достап до информации. Многу ми е големо задоволство што граѓанските институции се повеќе имаат сензибилитет да се обратат на своите колеги во медиумите и да им помогнат како да ги подобрат своите вештини. Например, лани имавме исто така еден проект каде што невладиниот сектор во соработка со медиумите ги зголемуваше капацитет на медиумите да известуваат од полето на европската интеграција процесите. Вториот приоритет е повеќе таргетирање на политиките, подобрување на политичкиот диалог, зголемување на партнерските односи, нетворкинг не само помеѓу граѓанските институции, туку и сите чинители на факторот. Тука имаме прилично добри примери и број на иницијативи каде што локалната општина, да речеме, односно локалните власти учествуваат. Сега тие не може да бидат корисници финансиски, меѓутоа го поддржуваат проектот и се дел од таргет групата, односно целните групи во одредените активности. И третиот приоритет, тој е приоритетот, ја ги велам специфичните права, сите оние корпус детски права, женски права, малцинските права, луѓето со посебни потреби, антидискриминацијата е тука како голем таргет. Имаме и неколку проекти, баш имавме и од Штип и Струмица заедно со колегите од невладиниот сектор од тука. Баш го имавме практично првиот проект пред 2 години кој беше промовирање на законот за антидискриминација и што е тоа добро околу него и што може и предложи за подобрување негово. Она што е битно е дека секогаш се трудиме овие повици да ги организираме во инклузивен процес, што значи приоритетите беа во согласно со не само рефлексија на она што е прогрес репорт, односно извештај за напредок на земјата од ланската година и секоја година нели од пред тоа. UN универзалниот периодичен ревју на UN во однос на нашата земја. Препораките тоа се 42 за подобрување на корпусот на човекови права и демократијата. Меѓутоа и она што е
Остатокот од нашите активности, значи ИПА повиците 2009-2010 се обидуваме да ги надополниме со европскиот инструмент, а не да се преклопуваме. Последното, меѓутоа најважно, е тоа што сите овие приоритети ги изготвуваме во согласност со нашите советодавни состаноци со граѓанскиот сектор, што значи секогаш ги земаме во предвид и нивните мислења и ставови што е сега актуелно, така да секоја година го организираме тој консултативен процес. Оваа година беше во јануари и врз база на тие консултации ги имаме и овие приоритети. Она што можам да го кажам за жал е дека парите не се многу, имаме околу 600.000 евра со кои тоа е годишното портфолио за Република Македонија и во принцип подпишуваме од 7 до 10 договори. Бројот на заинтересирани е вистина голем, минатата година имавме над 100 апликации, што значи дека сепак квалитетот е многу битна работа, меѓутоа како што кажав, сакам уште еднаш, мислам дека е многу битно да се посочи дека овој капацитет е и надвор од градот Скопје и токму овие наши партнери во Струмица, во Стипи, во останатите градови и ни се партнери кои ги организираме овие инфоденови, што значи е доказ дека има добра мрежа, добра соработка со другите колеги, меѓутоа многу природно и со општините, така да и благодариме на општина Струмица што денеска ни го овозможи просторот и ни помогна во координација на овој настав. Затоа што традиционално рековте дека тој инфоден се организира, колку искуството до сега покажува дека е добро, затоа што може во последно време постои тенденција за зголемување на одговорот на овие јавни повици, меѓутоа порано беше слаба информираност и одзив. Колку помага организирањето на инфоден во однос на Па секако, ние секоја година се трудиме да имаме различни градови, отприлика околу 5 информативни состаноци организираме по повик, едниот е во Скопје секогаш. Оваа година ќе биде на крај, сакавме да дадеме можност и на тие што дошла на овие, да речеме, надвор од Скопје настани и да можеби ако имаат уште прашања да дојдат во Скопје. Меѓутоа, она што е типично и она што можам да го видам е дека често пати е тоа што тоа е охрабрувачки, затоа што сепак тето на личен однос со невладините во тие останати, да речеме, места кај што ги организираме, делува охрабрувачки и најчесто имаме по тоа од нив многу апликации. Меѓутоа исто така е многу битно што гледам дека секоја година партнерските односи растат и што оние што ни се условно речено претходни партнери и организации од тоа место во кое организираме, гледам дека придонесуваат да се расшири информацијата и да придонесат да овој што повеќе невладини организации присуствуваат и ја добијат вистинската информација како би имале добра апликација. Видот на повик е така да речен restricted call for proposal. Restricted не значи дека рестриктивен за одреден број, така е, нели, правната формулација. Туку тоа значи дека е во две фази. Првата фаза, рокот е сега до 25 мај, повикот беше објавен на 10 април, значи 45 дена имаат невладините организации можност да подготват концептното. Тоа е концепт идејата од 4 странички. Оние што после следи еволуација, впрочем овој процес и сега на инфоденот ќе го објасниме на нашите невладини. После тоа следи листа во која одреден број на апликации што се успешни ги повикуваме на втората фаза, каде што ќе треба да пополнат цела апликација, нели, таа е анекса вториот дел, и очекуваме да речеме дека овој втора фаза еволуацијата би била негде во есен и нормално подпишувањето на договорите би било негде во ноември и декември.